Членот се однесува на грижата за остварување на правата на пратениците всушност и во членот 64 став 1 во точката 1 по запирката се додаваат зборовите. Значи се грижи за остварување на правата на пратениците и за обезбедување услови за нивната работа. Значи ние велиме како и за обезбедување услови за рамнотежа меѓу приватниот и професионалниот живот. Во точката 2 по запирката се додаваат зборовите во рамките на календарот за работа на собранието, а по точката 2 се додава нова точка 3, што гласи се грижи за обезбедување на потребните услови за работа на пратеничките и пратениците што имаат деца до 2 години. На тој начин точките 3, 4 и 5 стануваат 4, 5 и 6, а по точката 6 се додаваат две нови точки, 7 и 8, што гласат се грижи за почитување на кодексот за етичко однесување на пратениците во собранието, значи председателот и подпредседателите, и се грижи за превенција и заштита од дискриминација по било кој основ, како и вознемирување, вклучувајќи го и сексуалното. Амандманот е на линија на слични одредби во многу европски деловници. Не е само за заштита на правата на жените, туку и на родителите со деца, туку и за она што е реалност во сите парламенти, ама ние немаме основ за да санкционираме или да покренеме постапка и затоа мислевме дека врвна должност на председателот на собранието токму ќе биде ова, да биде човек кој води сметка за животот на пратениците и пратеничките, за децата, за оневозможување на вознемирувањето и за почитување на кодексот за етичкиот кодекс. Да подсетам, председателот на оваа комисија, господинот Панчо Минов, минатиот пат, рече дека исто така мисли дека во деловникот треба да добие основ и одредбата за етичкиот кодекс. Видете, вие го избравте за председател, ја не можам да измислам друг.